Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На денешната пресконференција сакам да ја информирам јавноста дека информациите кои што ги споделив со вас за можната суспензија на ИПАР 3 програмата се покажаа како точни. Во петокот, околу 16 часот, од страна на Националниот координатор за авторизација, преку механизмот за суспендирање на плаќања, е донесена и дистрибуирана до македонските власти одлука за суспендирање на ИПАР 3 програмата, односно одлука за суспендирање на плаќањата во ИПАР 3. Одлуката стапила на сила веднаш, на неопределено време, се до исполнување на одредени услови и акцијски планови. Оваа суспензија опфаќа целосен прекин на исплатите кон земјоделците и компаниите кои што веќе имаат склучени договори и веќе реализираат инвестиции од оваа програма, подпишување на нови договори и превземање на финансиски обврски од платежната агенција, како и објавувањето на нови јавни повици. Сето ова е под суспензија. Причината е скандалот со барање и примање на мито од страна на директорот на платежната агенција и уште 4 други лица, вклучувајќи и блиска соработничка на министерот од Министерството за земјоделство. Тоа е директна последица на овој голем корупцијски скандал и тотален колапс на системот што беше граден 7 години заедно со Европската комисија и со многу наши професионалци. 7 години дамка не фалеше на овој систем, 7 години не се случи во периодот на ИПАР 2, кој што се реализираше од 2017 до 2014 година, да има било каков проблем од ваков тип. Напротив, во тој период се склучени и реализирани рекордни 2400 договори, повеќе од Србија, Црна Гора и Албанија заедно, со сите контроли кои што се направени на терен. Ова се случува, за жал, само во време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Во 2011 година, во ИПАР 1, кога за жал останавме со 12% искористеност на европските средства, и денеска во 2025 година во ИПАР 3, повторно во време на ВМРО-ДПМНЕ. За ова одлука, според нашите информации, известена владата, вице-премиерот за европски прашања, министерката за финансии и министерот за земјоделство. Прашуваме зошто владата ја криеше оваа одлука од јавноста викендот. Дали власта со премолчувањето на оваа одлука се обидува да ги заштити вмешаните во овој корупцијски скандал? Земјоделците и сите корисници на оваа програма заслужуваат да ја знаат вистината. Оваа поддршка е намената за нив, а не за профитирање и лични интереси на било какви функционери. Министерот Трипуновски наместо веднаш да преземеше одговорност, или свесно ја крие ова информација од јавноста, или пак уште полошо не е информиран, што покажува неспособност и неупатеност во основните процеси во сопствениот ресор. Како човек кој што 7 години работеше на воспоставување на овој професионален систем, што денеска е суспендиран, ова длабоко ме погодува. Не станува збор само за бројки, туку за илјадници семејства, млади земјоделци, агробизнисмени, за земјоделци кои што имаат склучено договори, кои што чекаат исплати, кои што чекаат да аплицираат на веќе најавените повици и ги спремаат своите проекти и прават трошоци. И сите тие се наоѓаат во една неизвестност за иднината на тековните и на идните вложувања. Ова е тежок удар врз целиот земјоделски сектор, врз економијата, но и врз европската перспектива на државата. Штетите по државата од овој голем скандал, креиран од неспособноста на кадрите на ВМРО-ДПМНЕ, може да бидат големи. Како претседател на Комисијата за земјоделство во Собранието, уште денеска официјално побарав детален извештај од владата, Министерството и платежната агенција. Тоа го барам писмено за причините за оваа суспензија, пошто ќе иницирам и итна тематска седница на Комисијата, да бидат преземени привремени мерки за заштита на земјоделците, чишто проекти се во тек, за да не се загубат веќе направените вложувања. Ќе предложам измени во законската рамка при изборот на директор на агенцијата, но и за јакнење на независноста и контролните механизми на агенцијата со јасна одговорност за секоја злоупотреба, како и формирање на работна група со представници од сите
парламентарни партии и групи, но и со стручната и професионална јавност која беше сериозно и секојдневно вклучена во реализацијата на ИПАР-2, се со цел подготовка на предлози за ревитализација на системот и помош за креирање на акцијски план и обновување на довербата со Европската Унија час поскоро и враќање на можноста за аплицирање на повиците и исклучување на договори од ИПАР-3 час поскоро. Македонското земјоделство не сме да биде заложник на партиски интереси и корупцијски шеми. Оваа суспензија е срам за државата, но и потсетник дека мора итно да ги заштитиме европските вредности, институционалната одговорност и честноста и професионалноста во работењето. Јас лично ќе бидам првиот кој што ќе иницира конкретни мерки и ќе бара одговорност од сите што ја доведоа државата во ваква состојба по втор пат во овие 15 години. Денес не зборувам како политичар, туку како човек кој што бил дел од овој систем и кој што верува во честна работа, но уште повеќе верувам во европската иднина на младите и во европската иднина на македонското земјоделство и на Република Северна Македонија. Благодарам.